За украинскиот град Хмелницки, според Анатолий Бирко, војната е започната пред повеќе од една декада. Дури и да имав избор да не одам да се борам во војната, сепак ќе отидев. Дури и да не бе во војска, ќе одев како волонтер или како изведувач. На почетокот на март, Бирко беше ранет во регионот на Запорожје, кога мина експлодираше во близина на ров, каде што беше засолнет. Укриття завалилося. Ровот се урна заедно со нас внатре во него, но успеавме да излеземе. Станав на нозе и тргнав да одам. Никој не ме носеше, но подосна почувствував дека ми се лоши. Ми се вртеше во главата, па мојот командант ме натера да се евакуирам. Ми беше диагностицирана травматска повреда на мозокот и контузија. Откако беше лекуван, Бирко се врати на првите борбени линии, а еден месец подоцна ја поднесе својата апликација за учество на Invictus игрите како член на украинскиот тим. Од над 300 пријавени за репрезентацијата беа избрани 35, меѓу кои и Бирко. Сите се ветерани и војници повредени за време на војната. Олександар Маковеј беше капитен на репрезентацијата на Украина во 2023 година. Спортивну реабилитацiju, нови можливости. Игрите се за рехабилитација, нови можности, нови пријатели, но секако спортот без медали не е спорт. Секоја сакате да победите, значи тука е надпреварувачкиот елемент, но тој е многу нежен, така што момците не се загрижени доколку загубат, како што би биле во редовните спортови. За време на Invictus игрите во 2023 година во Германија, Маковеј го освои златниот медал во седечко фрлање ѓуле. Invictus игрите започнаа во 2014 година од страна на британскиот принц Хари. Украина првпат учествуваше во 2017 година. Следната година Invictus игрите се одржуваат во канадскиот град Ванкувер, Британска Колумбија и северно од градот во и околу Вистлер, град познат по своите зимски спортови. За време на нивниот прв тренинг, украинскиот тим ги испроба сите видови спортови пред да одлучи во кој треба да се надпреварува. Сакам да му покажам на целиот свет дека Украина е многу силна и мокна земја, која има силни и издржливи војници, па дури и откако ќе се повредат, ќе изгубат екстремитети, ќе добијат повреди што не можете да ги видите со голо око. Тие се уште се подготвени да се борат до крај. Invictus игрите се одржуваат на секои 2 години. Игрите во 2025 година ќе започнат на 8 февруари во Ванкувер и ќе траат една недела.